Евробанкнотите и монетите се користат за голем број плаќања секој ден. Приватни лица и предпријатија обично ги повлекуваат овие пари од своите банкарски сметки. Но од каде банките ги добиваат овие пари? Најпрво, трговците и другите клиенти ги депонираат своите пари во банката. Сепак, ако клиентите сакаат да повлечат повеќе пари отколку што е депонирано, банката треба да обезбеди дополнителни пари за да ја задоволи таа побарувачка. Банките ги добиваат овие пари од Централната банка. Во евросистемот, од Европската централна банка и централните банки на земите од еврозоната, што во Германија е Deutsche Bundesbank. За да добијат готовина, банките ја повлекуваат од својата сметка во Централната банка. Ако банките немаат доволно средства на оваа сметка, обично земаат заем од Централната банка. За заем од овој вид, Комерцијалната банка мора да обезбеди колатерал на Централната банка, обично во форма на хартии од вредност, и исто така мора да плаќа камата на овој заем на Централната банка. Централната банка потоа го кредитира износот на заемот на сметката на Комерцијалната банка, создавајќи пари. Комерцијалната банка потоа може да го повлече својот кредитен баланс како готовина. Во моментот кога Централната банка ја исплаќа готовината на банката, банкнотите кои до тогаш беа само печатена хартија се трансформираат во готовина или законско средство за плаќање. Оваа готовина се транспортира до банките кои потоа можат да ја исплатат на своите клиенти. Банките можат да ги депонираат своите вишок пари во Централната банка. Централната банка потоа врши проверка на квалитетот на овие пари и ги отстранува банкнотите или монетите што повеќе не се соодветни за циркулација. Ги заменува со нови банкноти и монети кои потоа повторно можат да се исплатат на банките. Централната банка ги анализира сите откриени фалсификати, ги пријавува на полицијата и ги складира безбедно. Вистинските пари што банките ги депонираат во Централната банка се кредитираат на нивните сметки во Централната банка. Банките може да го користат овој кредитен баланс за да ги отплатат заемите што ги зеле за да добијат готовина. Евробанкнотите и монетите се законско средство за плаќање во еврозоната. Поради оваа причина, само централните банки на евросистемот во Германија, Deutsche Bundesbank, имаат дозвола да нарачуваат производство на нови банкноти. Тие имаат монопол на издавање банкноти. Deutsche Bundesbank ги пушта овие банкноти во оптек и ќе прифати назад било каква готовина што банките повеќе не ја потребуваат по номинална вредност во секое време. Производството и транспортот на банкноти, како и вршењето проверки на квалитетот на истите, носат трошоци за Deutsche Bundesbank. Меѓутоа, Deutsche Bundesbank исто така заработува од каматата што ја наплатува на банките за заемите што ги земаат за да добијат банкноти. Оваа добивка придонесува кон вкупната добивка на Deutsche Bundesbank, која пак годишно се исплаќа на Сојузното министерство за финансии, односно на владата. Евромонетите пак се издаваат од владите на земите од еврозоната. Во Германија ова е одговорност на Сојузното министерство за финансии. Правото за издавање монети се нарекува монетарно прерогативо. Министерството ги продава монетите на Deutsche Bundesbank, која потоа ги пушта во оптек. Номиналната вредност на монетите е повисока од нивната цена на производство, со што владата остварува профит од разликата. На крајот, сите добивки добиени од создавањето готовина придонесуваат кон владата, а со тоа и кон општеството во целина.